Добро вечер, почитувани гледачи. Веста на денот е денеска официјалната потврда дека на 5 јули или во четврток парламентот, собранието повторно ќе заседава, по втор пат законот за ратификација на договорот со Грција ќе се најде на дневен ред пред пратениците. Известно е дека ќе се обезбеди оној квантум од 61 глас за да го помине собранискиот филтер и потоа повторно следна адреса ќе биде кабинетот на председателот Иванов. Власта по се чини е решена со или без подпис на Иванов да го истурка овој договор за ратификација со Грција, но прашањето е како ќе постапи председателот Иванов и кои ќе бидат последиците од неговата постапка при подпишување или неподпишување на тој договор. Во меѓувреме не очекува оној јулски самит на НАТО, на кој и официјално нели конечно треба да добиеме она покана за членство во Северноатлантскиот сојуз. Кон крајот на јули во исто време доаѓа и Јоханес Хан во посета на Македонија и според зборовите на премиерот Заев, со тоа ќе стартува и оној процес на скрининг како предворје на старт на преговорите за членство. За оние правни и политички препреки што не чекаат во периодот што следува, во студиото мои соговорници се од левата страна Ламбе Арнаудов, сум забележала како поранешен висок функционер и пратеник на ВМРО од ДПМН, сега пасивен партиски член, но гласен веќе колумнист од пред известно време и критичар на овие актуелни состојби. Ви благодарам што дојдовте од Охрид. Благодарам и јас на поканата и поздрав до вашите гледачи. Алберт Муслио, аналитичар. Добро вечер, Муслио. Добро вечер. И професорот Никола Дујовски. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Јас веќе во воведот кажав дека в четврток повторно ќе се најде оној закон за ратификација на договорот со Грција. Известно е дека тој собраниски филтер ќе помине. Следна инстанца ќе биде председателот Иванов. И повторно имаме истата дебата, но со оглед на вкупниот контекст не очекуваме подпис. Едно едноставно прашање до сите: како треба да постапи председателот Иванов со оглед на тоа што има уставна обврска да стави подпис на законот? Арнаудов, со вас. Па, јас мислам дека Георги Иванов повторно нема да го подпиши законот кој ќе биде донесен во собранието, со оглед на тоа што тој се придржува кон она дека договорот е капитулантски. Не е договор кој ги гарантира сите права на македонскиот народ што требаше да се обезбедат во тој договор. И јас мислам дека исправно ќе постапи ако повторно не го подпише договорот, а последиците кои ќе бидат и како ќе бидат требаше порано да размислуваат Зоран Заев со владата заедно, затоа што целосно ги има исклучено и Георги Иванов и опозицијата од процесот на преговарање со Република Грција. И сега некои викаат дека сега е моментот опозицијата и позицијата да настапат заедно, да дојде до некое помирување, меѓутоа сметам дека тоа е веќе доцна, затоа што ако опозицијата учествуваше во преговорите заедно со СДСМ со Грција, наспроти Грција, мислам дека ќе се добиеше многу поквалитетен договор кој ќе гарантираше поминување многу лесно и низ институции во парламентот и кај председател Георги Иванов. Вака сега нема никакви изгледи, мислам дека цврсто ќе останат закопани и позицијата на своите ставови, а последиците кои ќе бидат и како ќе бидат треба да се ги сноси владата, затоа што таа е тој која што треба да биде генератор на сите процеси. Нормално што опозицијата, ако е прифатлива, да ги прати. Отворивте повеќе тези во првиот одговор, само да ве прашам дали сметате како неуставно ќе постапи председателот или со неподпишување го брани уставот и уставноста на земјата? Јас мислам дека секој председател, не само председател, не е тоа ексклузивитет само на председателот. Никој во ниједна држава нема право да подпише капитулантски договор. Ако Георги Иванов смета дека е тој капитулантски, а се изгледа според содржината на договорот, е тој капитулантски договор, Георги Иванов ќе направи прекршок како уставен прекршок, односно казниво дело, ако го подпише договорот. Друго е прашање она што мора да го подпише, што постои во законот за председател. Меѓутоа, квалификацијата на ова непријателско дело капитулантско не му дава за право да не го подпише и јас сум убеден дека нема да го подпише и ќе постапи исправно.
И јас сум убеден дека председателот Иванов нема да го потпише овој договор, затоа што така кажа уште пред месец дена, кога тој стана актуелен, но не од причините поради кој што господинот Арнудов зборува. Во оваа ситуација председателот нема право, туку има должност да го потпише, како што беше и законот за јазиците, така и во овој случај. Председателот Иванов е должен да го потпише од кога повтор пат ќе биде изгласан од 61, најмалку 61 пратеник. Треба граѓаните да разберат дека председателот Иванов во оваа ситуација нема право да го цени договорот нити по форма, нити по содржина. Туку едноставно да го примени уставот, а таму јасно вели дека е должен да го потпише. Тој не го потпишува. Уставниот суд е тој кој што ќе цени дали некој закон, а ова е закон, нели, за ратификација на договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција, е во согласност со уставот или не. Председателот, како и секој граѓанин, како јас, како и Алберт, како и Ламбе, може веднаш по стапувањето на сила на овој договор да напише представка до Уставниот суд и да побара Уставниот суд да се произнесе. Во овој случај мислам дека председателот Иванов е последниот кој што се противи на напредокот на Република Македонија. Од цел свет стигна поздрави за овој договор и тој воопшто не е капитулански. Треба и тоа пополека и едноставно да им се објасни на граѓаните дека капитулација подразбира сосема друго. Тоа има, во теоријата е многу познато, но Република Македонија со овој и со сите други договори што претходно ги исклучувала е многу далеко од било каква капитулација по било кој основ. Тоа воопшто во политичката теорија не се разгледува на таков начин. Затоа ценам дека се ова што се прави е смислена политика на председателот и на неговиот кабинет за колку е можно до крај да се успори Република Македонија на патот кон европските интеграции, се со цел да се одложи тоа што неминовно доаѓа овде. А тоа е членството во НАТО и Европската унија, а пред тоа исполнување на обврските за кои што и сами сме свесни дека ќе подразбира многу одговорност кај поединци. Според мене не е спорно дека он треба да го потпише и му е должност. И сега ми овде влегуваме во причини зашто он тоа не го прави. Значи сите ние као граѓани имаме право да имаме своји причини, не секој од нас ги сака сите закони кои се носат во оваа држава, но тоа не ни дава право тие да не ги спроведуваме. А нашто во овој случај кога он има уставна обврска, тој закон да го потпише, се направи еден преседан, тоа го направи со закон за јазиците, тоа некако му помена, баш споради математиките кои кај нас постојат, на пат е втор пат тоа да му се случи и пак образложението ќе биде неговото несогласување со законот така натаму. Види се, треба пластично да се објасни. Председателот Иванов не е дел од законодавната власт. Тој е дел од извршната власт. И исто ова му доаѓа ако некој министер за внатрешни или владата го блокира парламентот, не ги пушта пратениците внатре, тие постапуваат против закон, против устав, а вие немате мерка тоа да го сузбиете. Он прави нешто што е спротивно на устав, каде што децидно вели дека после второто гласање, каде што треба да има 61 глас за, он има должност тоа да го спроведе. Дали он се извлекува поради бројките кои се сега во парламентот? Дали се извлекува поради реалната неспремност и на опозицијата да го стави на прво место уставот, владењето на правото, обврските на сите делови на ова општество, или прават политиканство и се трудат тоа да извлечат политички поени, затоа што реално тоа се случува. Ние може да имаме различно мислење, дали е тоа капитулански или не. Ние може да влеземе во содржината на тој договор. Според мене, овој договор беше максимумот кој може да се извлече, а во целиот тој процес Македонија да се одблокира од тоа што бевме 15 месеци порано. Ние не може да се правиме, да добиеме колективна амнезија и да заборавиме во каква ситуација бевме пред 24 април. Ние бевме на ивица и не знаевме во кој правец се движиме. Ние реално сега сме држава која ја поздравуваат сите партнери кон кои ние тежнееме. Гледаме ние дека некои држави на кои ми смета интегрирањето на Македонија во ЕУ и во НАТО се против договор, се против учленување, тоа си е друго прашање. Но според мене ова беше максимумот кој може да се извлече после сите тие голготи, после сите тие, да не кажам глупости, но непримерени потези кои нашата држава ги правеше во минатите 25 години. Ние сите овде знаеме дека овој договор да имаше политичка храброст и политичка спремност 94-5 ќе поминеше многу полесно. Но очигледно политиканството и немањето сенс за потребата на државата во тој момент и спремноста да се поднесе и штета од сето тоа што се направи. Затоа што секој политичар кој најправи голем чекор во било која држава сносил за тоа и последици. Затоа што дискурсот во моментот можеби не бил во негова полза. Но визионерските политичари прават потези кои можеби се и на нивна лична штета, но се за доброто на државата. Оваа држава, секој успорување на оваа држава во евроатлантските интеграции, значи успорување на економијата,
значи неможност за понатамошно напредување, значи реално празнење на државата. Ние знаеме, ја верувам дека и во Охрид е така, не може би преку лето, но другите месеци градот се испразнува, јас знам во мојот гостивар. Така да сите овие се обврски и одговорности кои сите политичари ги имаат. А кого ќе го суди овој правниот систем или историјата, тоа тек треба да го видиме. Да. Значи вака, јас немам дилема дека имат уставна обврска, ама има две уставни обврски. Тој мора да ја штити целовитоста, уставноста, гарантирање на законите на Република Македонија, мора да ја заштити. И било кој устав што ќе го донесе парламентот. Сега зборуваме за председател. Да. И сигурен сум дека и требаше да го подпиши овој закон, мислам. Меѓутоа, како да вие правниците, како кажувате, предноста произлегуваат од сериозноста на задачата. Јас мислам дека многу помало значение има што не го подпиша, што нема да го подпише повторно сега овој договор за ратификација на договорот што ќе помени низ парламентот, отколку она опасност што тој договор навистина е капитулантски според мене. Јас сакам да кажам од еден друг ъгъл да ја погледаме работа. 30 години сме ние заедно во исти котел, ние во Охрид, крстени во една вода, ние, самостојна Република Македонија и отпорот на Грција против постоење на македонска држава. Значи, против, тоа е недвосмислено јасно. Сега, сите политичари во Македонија, ама сите до еден, и аналитичари, и професори на универзитети, и академици, институти, дури странски државници, во ваша куќа, овде на телевизија дојде човек и кој кажа дека Македонија е апсолутно во право во спорот со Грција. Правдината е на нивна страна. Единствена предност имат Грција, тоа е низиниот интерес. Така зборуваат и европарламентарци, во Советот на Европа пратеници, амбасадори, и сите викаат дека вие имате право, вие сте во право, правдината е на ваша страна, ама мора да го направите ова остав. Јас се чудам како денеска сите тие исти политичари нас ни кажува дека ние не треба да бидеме праведни. Ако ние не сме праведни сами према себе, како ќе бидеме праведни кон останатиот свет? Што се случува сега? Кај се тие дежурни моралисти и етичари кои треба да ни кажат како македонскиот човек треба да биде достоинствен, да правата на својот народ, на народностите, сите другите народи што живеат во Република Македонија потполно се изедначени за мене. И сега ние од друга страна да поставиме така што сами ќе се поставиме на лизгав терен, тие исти луѓе сега нас не учат и ни викаат дека се е вистина така, меѓутоа ние треба да го прифатиме овој договор. И внимавајте сега, имате една многу интересна ситуација. Постојано кога имаме реакција од ВМРО-ДПМН дека навистина и останатите опозицијски партии дека навистина овој договор штетен и капитулантски, sada само едно 30 пати се јавува соопштение кое почнува врвен патриотски чин. Сега врвен патриотски чин јас ми звучеше малку познато. Изборав малку, прошерав, знаев од прилика каде го имав лоцирано, врвен патриотски чин, сите договори, квислинзите што ги подпишаа со Германија, со Хитлер директно, Кнут Квислинг, Антонеску во Румунија, Хорти во Маđарска, да не зборувам овдека во наша близина што имаше од поранешна Југославија, Недич и во Хрватска, сите тие едностранни договори донесоа крвопролевање. Можда во прво време Германија беше кон нив изгледаше дека е таа, како да кажам, некој се извинувам, како некој носи некоја благодет таму, меѓутоа Германија беше свесна дека тие меѓу себе ќе настапи предубиствена војна и многу жртви имаше повеќе меѓу себе што тие луѓе се меѓу себе се беа спротивставени идеолошки, отколку што сама Германија направи штета. Јас не сакам да верувам, ние сме ни близу до тоа. Меѓутоа, поделеноста во македонскиот народ заради едностранноста на овој договор, заради, како да кажам, нокното поминување на овој договор, но ќе се така во темнина, Македонија постојано ја држи во една ванредна состојба. Господин Заев има сега уште 200-300 000 прислушкувани материјали. Постојано сите граѓани стрепет од некоја, од друга страна ВМРО-ДПМН имат исто така, една напнатост невидена, што не знам каде ќе најдесе.
Мислам дека е веќе време кога посериозно треба да анализираме што содржи тој договор и дали навистина има некои одредби кои што го загрозуваат сето ова за што зборува господинот Арнаудов. Граѓаните треба да сватат дека овој договор беше неопходен. Доколку сакаме државата да се интегрира во Европската унија и во НАТО, а сме повториле безброј пати веројатно дека повеќе од 80% од граѓаните од 91 па навака сакаат да бидеме членки на НАТО и повеќе од 65% секогаш во овие 25 години сакаат да бидеме членки на Европската унија, видовме од реалната политика во овие 2,5 децении дека тоа не е можно без склучување на договор со Грција. Ова е вистинското време. Ниту еден политичар досега не стигнал толку далеку колку оваа гарнитура. Договорот е потпишан и тој ќе стане наша реалност. Та со председателот, та без председателот. Договорот ќе стане реалност и Република Македонија за 10 дена од сега ќе добие покана за членство во НАТО. Сигурен сум дека граѓаните веќе не се толку поделени, туку се повеќе се сплотени во идејата дека не можеме да дозволиме државата повеќе да тоне, заради ситно партиските и дневните интереси на една група на луѓе кои што се уште за жал ја држат оваа држава заробена. Пропуштија многу во изминатата година на тој план. Меѓутоа сега добивме и од Европа укажување дека мора да се променат работите. Не може повеќе да имаме држава во која што важат законите донесени од ВМРО ДПМН во чудни процедури за какви што зборуваше и господинот Арнаудов. Овој договор за мене представува гарант на тоа што Република Македонија треба да биде после 10 години. А тоа е секако членка и на НАТО и на Европската унија. Кога целосно ќе се интегрираме во НАТО, македонскиот јазик, македонскиот идентитет, македонската нација ќе бидат целосно гарантирани. Сега не, бидејќи НАТО има само два официјални јазици, англискиот и францускиот, но тогаш кога ќе станеме членки на Европската унија, македонскиот јазик ќе биде официјален јазик на земја членка на Европската унија и ќе биде официјален јазик на земја во Европа и во Европската унија. Тоа го бараат новите генерации од овие политичари. Затоа треба сите да се залагаме. Арнаудов, често ми ги читам комунитеа дека токму овој договор е гарантор за нашиот идентитет од сега за 10 години. Јас мислам дека овој договор е погубен за нашиот идентитет и убеден сум дека Македонија никогаш нема да влезе ни во Европска унија, ни во НАТО. А зошто? Со кои аргументи велите дека е погубен? Со кои аргументи ќе ви кажам? Значи промена на име. Промена на име подразбира промена на се со ред. И што е најстрашно, промена на име подразбира губење прво на територија и потоа губење на народ. Ама губење, мислам, не е онај прав смисол, него исчезнување, затоа што видите, ова ние немаме ниту договор, немаме ниту покана, ниту договор, имаме ниту утврден датум за сега е светско првенство во тек. Ке се послужи со фудбалски јазик. Значи, ако на Македонија му дадоа сега многу тешки задачи, нема шанса да ги исполни. Шанса нема затоа што таа е надвор, опозицијата е надвор, а тие мора да биде тука. Јас во една колумна му напишам на господин Заев пред една година. Му напишам, господин Заев, победите судетата, собери ги сите партии, направите неколку чекори назад сите, за Македонија да тргне сериозно напред. Тој излегува со половина тим, а играт на светско првенство. Како ќе победи со половина тим, при тоа голманот го немаш. Голманот е ВМРО е безбедност, гаранција што ево често пати јас викам преторијанска гарда на македонскиот народ. И сега мислам дека ево сега на пример што реков со фудбалски јазик. Имаме надпревар. Губи некој тим губи 4-0, во продолжение во тимот го ставаат некои фудбалери, му викаат ево има туше 5 минути, дај ти 5 гола за да бидеш стандарден во репрезентација. Така и сега такви задачи ни дава, значи што никогаш ние не можеме да ги исполниме. И друга работа да ви кажам. Значи ако ние исполниме нешто, ево сега денеска слушам нешто за гаранција на победување на иредентизмот во Македонија. Кого ќе го спречиш ти иредентизам да победи? Па кафана ќе испиде на песна Солунија наша или не знам кој. И тоа го барат ти. Па во свадба ќе имат во Охрид, бегате грци, не ме сакаме. Тоа е натре останало. Кој ќе го победи тоа? Кој ќе го победи тоа? Ние не зборуваме за личните ставови, затоа што такви ставови имаме ние разноразни во Грчка. Ама личните ставови се претворија во официјални. Не, официјалните не смеат да бидат такви, ние сме биле жртва на некои официјални неодговорни однесувања. А тоа во кафане некој што збори може да го збори. Ние имавме случај каде што грчки пратеник го исфрли од парламент. Значи не можеш ти во некоја држава ако си службено лице да правиш и да зборуваш што сакаш. И ние сме типично жртви на такви луѓе кои нас не вовлекоа, исклучувајќи ги другите, затоа што ние тој периодот на антиквизација не го поминавме во референдум, одлучи една политичка елита, затоа што тој им требаше и од политичка смисла, и од финансова смисла, и влеговме во еден правец од кај што за малци немаше враќање. И сето тоа ни нанесе нам огромни штети. Јас се сложувам дека
тука не бил односот на силите меѓу двете страни ист. Но не верувам дека било кој во Македонија нормален ќе каже дека ова е коректно што ништо ние сме требале да поминеме. Не е тоа коректно. Правдината можеби правдата била на наша страна. Него правните механизми биле на нивна страна. Ние сакаме да станеме членка на Европска унија и на НАТО. Сме правиле 1 милион неодговорни потези. Ние имавме институционална тенденција на преземање на дел на историја кон која голем дел на овој народ во Македонија со која историја не се идентификува. И имавме историски инженеринг. И ние сите тоа го гледавме. Сега, ако сме го гледале ние, го гледала и грчката страна. И сите тие, да не кажем глупости што сме ги правиле ние, сме им давале муниција на грчката страна во меѓународните односи тоа да го злоупотребува против нас. А во кафана, во личниот живот, никој не може да се меша во една парламентарна демократија. Проблемот е ние што се забегавме и не бевме демократска држава. Ние завршивме као држава со фатени институции од некои поединци кои очекува целиот тој систем да работи во нивни интерес. И тука е суштинскиот проблем. Тие задачи нам што ни ги дале, добро што ни ги дале. Можеби за владата е потешко, но за нас као граѓани тоа е придобивка. Ако кај нас нема владење на правот, ако кај нас тие кои го кршиле законот, уставот, краделе, лажеле, убивале, не одговарат, што чар имаме ние као граѓани? Така да овие обврски што ги наметнува Европската унија како дел од процесот на припрема за почнување на преговорите. Значи не е исто ова како да не добиеме датум. Не, само да го довршам. Значи не е исто како не добиваме на датум. Ние сме превзеле обврски за да почнеме преговори. Почнувањето на преговори и да ви кажат на 1 декември не значи на 1 декември. Има таму процес. Ние не е прв пат за нас да измислуваат дополнителни процедури за да ни помогнат. Ние имавме диалог од висок high level диалог, како се каже, од високо ниво. Тоа беше за наша помош и овој скринингот сега што некој сака да го прикажат дека не е скрининг. Он е скрининг, затоа што скрининг е преглед. Ќе прегледаат сега, дали ќе прегледаат сега, дали на 1 јули е исто. Но ние ќе имаме резултати од скринингот и ќе ги идентификуваат деловите каде што треба повеќе, помалце работа, што треба да се поправи така натаму. Така да мислам дека нашите евроатлантски партнери не кренале кон нас со зли намери. Затоа што да беа кренати со зли намери, ние сме премали да им требаше некоја светска конспирација па да се реши оваа држава. И ти знаеш, ние памтиме и од самостојноста кои беа наши гаранти, кои беа наши пријатели, кои беа тие кои издействуваа при распадот на таа бивша федерација Македонија релативно безболно и да излезе од таму. И сето тоа е факт. Но сакам да ти кажам, ние за деловите од тој договор може секако да зборуваме. Ја го разбирам и стресот. Ја го разбирам и горчливото чувство. И не е тоа само кај македонците во Македонија. Тоа е кај сите граѓани. И верувам дека сите граѓани во Македонија сакале овој договор да се потпише и да има само нешто у заграда и ние да излеземе. Него јас сум прилично убеден, пратејќи политичката сцена во Македонија од 90-та година, дека овде ние некои наши неодговорни политичари од чудни интереси направиле се можно овој договор да го искомпликуваат до овој степен каде што ние моравме да бидеме креативни за да се одблокираме. Ламбер, знаеш дека сега ние имаме по 500.000 граѓани помалце него пред 13 години. Ние само и ова да го довршам. Ние имаме 300.000 граѓани од Македонија кои земале бугарски пасош, затоа што Бугарија е дел од Европската унија. Да се случеше ова 2008, да се случеше ова 95-та година, колку пасоши ние ќе им даваме другите? Дали ќе има потреба наши граѓани да земаат пасоши? Така да патриотизмот не е само виртуелна дефиниција. Патриотизмот е и да се одржи државата, да се одржи системот, да се задржат граѓаните, да напредуваат тие граѓани, да не мораат да одат во други држави, да земаат пасош. Не е патриотизмот само виртуелна работа. Таа е конкретна секојдневна работа која одговорни политичари ја спреводуваат кон своите граѓани. Не дека идеално све сега. Не, вака за патриотизмот и реформите и благосостојбата е сосема различна работа. Значи да ги тргнеме настрана. Најбогатите земји се најпатриотски ориентирани. Вие погледате ги Соединетите американски држави. Апсолутно. Тие на пример одбранбениот систем се вика патриот. Најсиромашните не се, не велам ја дека најбогатите не се. Да се разбереме, вие како да кажам неколку работи ги заменувате тезите, не вие конкретно, сите. Ние не сме за против ЕУ и НАТО, но не се по секоја цена. И втора работа, институционалниот прогон
на Грција кон Македонија не го почнеме ние, тој почна да учи од времето на Глигор Прличев и така натака. Земете, читате, ќе видите што се случуваше. Така? Па сега, како ние да се согласиме со се во ова сега, што уште од пред 300 години е зацртано Грција. Денеска, господинот Заев, тоа го направи. Ево ќе ви кажам неотворено. Нели вие сте познат аналитичар. Се случува низ светот, низ Европа, одредени земји да увезат премиер или не знам, така. Се случува и у комшилу. Ние да имаме увезен премиер. Да го земем премиерот од Златна Зора, председател од Златна Зора за премиер кај нас и неговиот подпредседател за министер за надворешни работи, подобро ќе избоксува за Македонија отколку Заев сега што се. Апсолутно ова извратување на тезите, ве молам. Ова емисија има за цел и да ги информира граѓаните. Немојте да зборувате за нешто што било пред 100, 200, 300 години и така натаму, дека премиер ќе сме увезле кој што ќе се избоксувал повеќе за Македонија. Не зборувам. Станува збор сега за многу конкретна ситуација во која што се наоѓа Република Македонија. А таа е следна. Има два различни концепти. Едниот е вашиот, што вие го заговарате концепт, кој е многу чуден. Простете ми, јас не можам да го разберам по ниту еден основ. И вториот концепт е концептот на Република Македонија која што оди напред. И таа повеќе нема враќање назад. Сега е 21 век, господин Арнудов. На моите деца не можете да им објасните дека Грција ни правела проблем со Григор Прличев затоа што тие со еден клик се на другиот крај на светот. Поминало тоа време. Сега зборуваме 10 дена до поканата за членство во НАТО. Потоа следува од период од прилика една година до ратификацијата на договорот во сите држави членки на НАТО и во Република Македонија. Особено сум среќен што скоро веќе е потврдено. На 17 јули доаѓа господинот Хан, еврокомесар за проширување, кој што ќе означи официјално почеток на скрининг фазата или аналитичкиот преглед на законодавството на Република Македонија. Веќе се знае во поглавието 23 правосудство и 24 правда, слобода, безбедност. Така се нарекува. Благодарение на ова што Алберт го спомена диалогот на високо ниво во Министерството за внатрешни работи од 2012 година, благодарение на тогашното раководство, се воведени јасни процедури кои што сега многу ќе му олеснат работата на Министерството за внатрешни работи. Ќе мора да испоречуваме резултати и иднина, а не минато. Во Министерството за правда, таму можеби ќе треба малку повеќе напор, но сигурно дека државата ќе почувствува многу и во овој период додека трае подготовката за почеток со преговори. Тоа се рокови, тоа се утврдени стандарди преку кои поминале сите земји членки на Европската унија. Доколку сега го почнеме овој процес на аналитички преглед на законодавството, реално е да се очекува дека за период од една година би можеле да започнеме и преговори. Што не се никакви преговори, туку се чисто технички договарања за начинот и постапката на превземање на законодавството на Европската унија. И тоа нам суштински ни недостига. Тогаш Република Македонија ќе биде многу поразлична земја и ќе видиме од тие два концепти кој ќе обстане. Вие, професоре, да ви кажам искрено, малку со една доза на љутина се нафрливте на мене, меѓутоа вие го погрешно насочувате народот на Република Македонија. Ниту ќе добијаме сега покана за таа покана е условена. Ниту имаме добијано покана за 19 кој ќе 19 јуни беше едната година. 17 јули. 17. А тоа се конкретни датуми веќе. Значи вака сега. Јас едно време бев низ тие ходници кулуари во Советот на Европа, во Брисел. Јас имам пријатели таму. Имате информации или стенограми што се случуваше сега последниот пат кога се расправаше за Македонија? И ви кажам најотворено. Председател, кој два пати победил, кој сега сите го негираат, два пати победил на избори, на председателски општи избори. Првиот пат победи многу убедливо. Тогаш скоро и да немаше противник. Сега повторно освои 543. Таму луѓето се чудат како на овој човек треба председател на држава импичмент заради тоа што е штити законитоста и постапува според уставот на Република Македонија. Втора работа. Се дискутирало како може правна држава да имат премиер кој барат мито, отворено пред сите. Јас да побарам мито, така, јас ќе бидам 20 години затвор. И ве молам, вие сте правник, селективно правосудство е полошно од никаква сестра. Како можете сега вие да кажете, кога ние тоа ќе направиме, или ваква администрација како што имаме сега, кога ќе се исправат сите неволи што ги имаме ние во администрацијата, граѓаните што ги имаат со администрацијата, ќе се надмине за да стигнеме. Нашите
летви за прескокање се многу високи. НАТО и Европска унија немаат намера да ја земат Македонија во нивните. Јас се сомневам во ова. Не знам што се зборувало по куларите, но знам што е официјалното соопштение на Европската комисија. И што ние сме поразлични од колку Србија и Црна Гора кои што добија датуми за преговори тогаш кога добија. Вели пресуди, реформа на јавната администрација и уште неколку други работи, меѓутоа тие се многу јасни, ставени на хартија, наши опрски. Наши опрски. Инаку по куларите тие може да го величаат Иванов до уште сабајле, но овдека мислам дека гарант на договорот кој што е постигнат е и Европската унија. Сигурно немаше да не остават да склучуваме такви договори како што велите вие. Хани Могерини беа таму. Тие се двајца од тројцата највисоки кои што се во Македонија. По членство, значи за Европска унија е јасна работа. Ефект некои од промените добиваат при членство, тие не добиваат унапред. Него сакам да го разјаснам ова со заштита на уставот. Значи председателот нит штити, нит носи устав. Он штити уставен поредок. Ама не уставот. Уставот може парламентот да го донесе како сака, затоа што согласно нашиот устав тоа парламентот го има право и може да му текне нему утре да каже, не го подпишам јас зашто не се сложувам. Парламентот ги носи и законите и уставот. Уставноста ја одредува уставниот суд. Ама тоа го спинуваат кај нас. Он го штити уставот. Уставот не е света книга. Уставот овој го донеле луѓе исти со граѓани наши 90-та година. Сузани и јас бе. Да, значи вие сте го донели уставот. Ама значи е донесен уставот. Тие пратеници и председателот нема право тоа да го блокира. А дали овој договор е уставен или неуставен, пак председателот тоа не го оценува, затоа што нити има капацитет, нити има стручност. Има уставен суд за тоа. Не е уставен, однеси го до уставен суд, он тоа ќе го предодреди. У крајна линија, ако кај нас има референдум, граѓаните веќе се преизјаснат, така да не треба, друга ми е поентата. Не треба да дозволиме ние лични идеи и лични кариери да бидат над интересот на било што. Јас сум за системот да функционира и јас сум убеден после скринингот, после реформите кои треба овде да се спроведат, а ќе се спроведат. Ако не се спроведат, ние не заслужуваме датум. Ние не заслужуваме датум ако стварно не станеме европска држава. Ја верувам дека тоа ќе го направиме. Но дел од тие обврски што нам ни ги дадоа во Европскиот совет се дека и личности со високи функции треба да сносат одговорност за тоа што го направиле. И можеби тука некому му гори пиперката, како што се вика кај нас, и малце е проблематичен тој датум за нас. За мене као граѓанин, ја не сум дел од институциите, за мене као граѓанин што повеќе услови на владата и даваат и реформи да треба да спроведе, значи дека ќе имам постабилни институции. Постабилни институции се придобивка за Не, ама работата овде да чинеше, ние ќе бевме членка на Европска унија пред 15 години. Затоа ние имаме обврски да исполниме. Но сакам да ти кажам, што повеќе обврски се исполнат и им се дадат, тоа значи по квалитетен живот за мене, по одговорна администрација, по објективно судство, не може никој да се спаси од одговорноста, затоа што ние од тоа сме пателе. Нашата законска легислатива не е толку назадна во однос на Србија и на примената, мислиш на примена. Ама примената и некои законски решенија кои им давале право и можност на нашите политичари да ги злоупотребуваат, тие се проблематични. И тие не се поправат ради Европска унија, тие ради нас. Некој е почувствувал примената на тие закони. Добро, сега вака се. Значи, спомнавте референдум. Сакам да ви кажам една работа сега, да ви кажам. Мислам да ја спомнам, не сакам да играм симултанка. Значи, европејците, Европска унија и НАТО, кога ќе даде задача на некоја влада, му дозволува се карт бланш му даваше што сака да зборуваат кај народот, дури да го лаже. Меѓутоа проблем доаѓаат кога ќе онај што го лаже сопствениот народ почне да ги лаже Европската унија и НАТО. Сега ние имаме една таква ситуација. Заев и компанија ја лажат веќе Европската унија и НАТО му кажува дека се ова лесно ќе помине, дека народот е спремен како сега што вие кажавте 80%, ќе видиме. Зошто тогаш, ако се сигурни дека 80% на уставен референдум ќе излезе, зошто сега гледам заговарачи да имало само консултативен референдум или референдум 100-150 луѓе да излезели и да се озваничи. Ама сега, господине, вие сте и двајцата сте врни интелектуалци. Ако таква работа ние дозволиме, по домино ефект прво, се извинувам, Вевчанската република ќе стане република, ќе добијат легитимитет со таков
референдум. Или Рида, веќе има таков референдум, ќе си добие. Не знам која ќе сака некоја дебарца или мебарца за да се заштити од некои влијанија сонувачки, не е важно какви, и друга работа. Ако ние донесеме референдум, ако имаме референдум каде што ќе излезе 300-400.000 гласа и донесе 350.000 за верификација на договорот и го озваничат како за успешен, што ќе се случи ако после 2-3 месеци донесеме некој распиши нов референдум, па за еден глас го надмени тој, па поново го вратите. Немојте да се играте, изборувам за тие луѓе што заговарат вак распаѓање на држава. Не може такви циркузијади да прават луѓето, затоа што не успеале да ги тие се обиделе да ги убедат европејците и НАТО дека ќе завршат работата, не може да ја завршат. Јас најискрено го кажувам дека Македонија без ВМРО ДПМН, јас убеден сум дека и Грција нема да го верификуваат договорот и затоа се сега си овие силни притисоци кон ВМРО ДПМН да остапи до својата цел. Меѓутоа, да беа заедно многу поквалитетен договор. Само едно објаснување. Значи, оваа држава не може не само без ВМРО ДПМН, не може без СДС, без ДУИ, без ова. Не, за случајот зборам што е отворен. За случај. Ти велиш дека заговараат консултативен референдум и така напред. Значи, дали има побитно прашање од ова референдумско, кажи ми, овие 5-6 години, 10? 30. Од ова? Да. Па кои се тие кои заговараат бојкот на референдум? Има и такви. Значи, кој е тој кој се плаши од волјата на народот и да му рече, ти мој народе, излези дента, гласај по твое убедување. Едниот ќе го убедува да гласа за, другиот ќе го убедува да гласа против. И кој го спори тоа? Ја никад не сум бил против референдум. Дури кога имаше овде дилеми дали се слагат или не, за мене референдумот е најобјективно изјаснување на граѓаните. Но да ги повикуваш на бојкот, не верувам дека ВМРО ДПМН да го прави тоа. Но има исто така независни стрелци, интелектуалци кои велат дека референдумот треба да се како да се бојкотира. Најбитното прашање, ти некому му велиш бојкотирај го. Излези бе и гласај. Ако јас сум сигурен дека ќе гласаат како што ја мислам, ја ќе ги убедувам сите да гласаат. Така да, ВМРО ДПМН треба да инсистира луѓето да гласаат и да ги убедува да гласаат против. СДС треба да инсистира луѓето да гласаат и да гласаат за. И ДУИ и така натаму и така натаму. Значи, партиите само во вакви држави како нашата убедуваат граѓани да не учествуваат во најдемократскиот процес за најбитното прашање. Тоа мене ми е несватливо, а не кој што ставови има. Во парламентарна демократија, Ламе, ти знаеш дека секој може да има секаков став и тоа е легитимно. Ако тој став не го нарушува дигнитетот на другата страна. Но ставот, ја сечи став поштувам, но не го разбирам. Како може интелектуалец кој се продава дека е ултрапатриот, дека ја сака државата, нацијата да каже, не излегој да гласаш. Кај има по неспоиви ставови. Тоа сакам да го. Ама, господин Алберт, јас се плашам од референдумот, ево искрено да кажам. Во ваква држава, со нарачка од Европска унија и ова заговарање на сега, што веќе го кажуваат резултатот, јас верувам дека уште сега се спремни листичите и наполнати се кутиите. Ама не може. Како не може? Види кутиите ако се види, тогаш нека ајде излобирам. Не, сакам да ти кажам. Ајде лобирам дека сите политички партии да направат така строг закон, кој ќе пипне 2 ливча да оди у затвор 20 години. Ја немам против за тоа. Нема СДС да се согласи. Нема да го помине референдумот кој ќе. Не, ама види, не може да помине референдум со крадење. Не може да помине. И затоа се политичките, ти велиш без ВМРО не бива. Јас се согласувам. Тоа ВМРО е силна партија, нека ги контролираме сите, значи имаме меанизам, не може ми е персе да кажеме дека ќе ги конструираат изборните резултати на референдумот. Па ако така го правиле во овие 27 години. Значи кај нас ништо не е легитимно и согласно моралните демократските норми. Епа сега, зашто така се враќате назад? Што кога сме имале проблеми, било да ги спроведите изборите СДСМ или ВМРО ДПМН, од надворешните посматрачи, констатирале некои неправилности, но поминало се како што треба. Ма затоа да ги отвориме очите ми, значи таа голема партија што велиш нека ги отвори очите, да не отвараме вакви теми затоа што се водат случаи од специјалното јавно обвинителство токму за неколку изборни периоди, мислам дека не е време сега да разговараме, некако ми заликува на разговор на селска чешма. Референдум или не, секако дека ќе има референдум. Секако дека тој референдум ќе биде по сите европски и светски стандарди. Република Македонија во исклучително карактеристичен период во кој што мора да покажеме сплотеност.
Ова е нешто од што зависи нашата иднина. Не смеат да имаат овие два концепти да бидат до таа мера различни. Јас ги почитувам сите кои што имаат различно мислење. И добро е што протестираат пред собранието. Но се гледа дека едно огромно мнозинство од државјаните на Македонија бараат ова да се надмине. Еднаш и за секогаш да се затвори ова прашање. Само така ќе го сопреми иселувањето на младите, што ни е исклучителен проблем. 25 години наназад ние страдаме од истата болка како и земјите во соседството, но сега имаме реална шанса, ако не да го сопреме, барем да го забавиме тој период. Ние сите и сите влади предходно, предводени од сите премиери и од сите гарнитури, првенствена цел интеграција во НАТО и во Европската унија. Патот не е лесен, никој не ветил дека таму ќе одиме спремни, подготвени и така натаму, но така созрева нашето општество. Така се градиме ние и така ќе им обезбедиме иднина на идните генерации. Бела чума ги имаат патено членките на Европска унија. Сите, се разбира. Бугарија се повеќе се иселува, Хрватска се повеќе се иселува, дури председателот и премиерот сега прават заеднички. Тоа е регионален проблем, европски. Тоа значи дека и ние ако влеземе уште по ќе го забавиме. Тој процес нема да го сопреме, бидејќи тој процес е и од Европа кон Америка. И во најразвиените демократски земји има, затоа што светот оди со брзо темпо напред. Меѓутоа не можеме да останеме надвор од тие интеграции само затоа што некој се плаши дека ќе има референдум ваков или онаков. Ако има таков референдум, ако некој повторно се дрзне да злоупотребува, не му ја Катица Јанева. Сега имаме здрави институции, нека му ја мислат. Значи целта на казнувањето не е само да се казни поединецот, туку и да се прати порака на сите други. Тие не се друштво, тие се институција во Република Македонија, специјално јавно обвинителство како и сите други обвинителства во рамките на правосудниот систем во Република Македонија. Тие се поддржани од 119 пратеници во Македонското собрание. Нема што повеќе да дискутираме за тоа. Ама ајде да ја погледаме нивната работа. Насочена. Насочена кон криминалци. Дали е селективно или не, дали ќе дојде ред и на други. Тие имаат сериозни докази и имаат пресуди, имаат правосилни пресуди на прв степен, но јас нема да разговарам за тоа. Добро, вие правници, ако не су посудство. Ама некои работи сме ги гледали, некои работи сме ги слушале. Па ги слушаме? Па значи сме ги слушале. Па сега не можеш ти да кажеш зошто кон Лами или кон Алберт нема интервенција, па ја и ти не сме биле на власт. Па владееле. Значи тоа специјално јавно обвинителство нормално дека ќе брка корупција, криминал во институции, па во влада. Зашто е селективна само кон ВМРО? Па таа влада била 11 години од ВМРО. Ама зашто 11 години била? Па нека го изгласат. Еве сега имаат мнозинство од двете страни, нека кажат, таа нека прегледава од сад будуќе па надале и да не се блокира. ВМРО го блокираше продолжувањето на мандатот. Еве сега се во опозиција, нека кажат, ние сакаме ова СЈО не до 2015-16 да продолжи како што има у Маđarска, има у Хрватска разни модели, у Косово има. Значи има разни модели на институции кои ги прегледаваат и ги устројуваат властодржците да действува согласно законот. Значи нема спор. Значи да кажеме ние зашто таа дига кривични пријави против бивши функционери, зашто само кон нив. Па тие биле на функција, други нема. Пак ги мените тези. И јас викам зашто само кон бивши функционери од една политичка партија. Па затоа што само таа била на власт. Не беше само таа, како беше само. Ти мислиш на Дуи? Па на било кој. Па има и против Дуи. Има и против Дуи. Па како нема? И јас, ако ме прашувате мене, јас не сум за такви строги. Видите, Македонија може да тргне напред, само ако му се одземе мокта на Зоран Заев да ги предаде тие што ги имаат снимени материјали, додека тој е моќен со тие и кои му возможуваат закани и уцени на секој граѓанин на Република Македонија. Не на секој граѓанин, веламе на тие што правеле криминални. Таму имате други работи за слушање. Имате и интимни, имате и обични разговори да се разбереме. Таа машината снима све. И втора работа, треба специјално да јавно обвинителство да се укине. Со ваква селективна правда што се залагат, нека се направи здрави институции, не сум за да не се прогонува, меѓутоа селективноста е опасна работа. Таа ќе роди реваншизам, акција на реакција. Селективноста е најопасна работа. Ама овие реформи што не ги наложија се борат против селективноста. Да нема селективност, да функционерите одговараат, да нема корупција. Значи све таму што е спомнато од Европска комисија или од Европскиот совет е као придобивка за сите нас, као што сме обични граѓани. А за тие што се во институции, половина луѓе денеска што се функционери и министри се осомничени во разговорите ги слушам. Не, тема меѓутоа специјалното јавно обвинителство
дојде како резултат на селективноста на правдата во Република Македонија. Не е толку одам на времето кога и за кречење стан се одеше во затвор ако не си со ВМРО ДПМН. Да не зборуваме како да сме паднати од Марс. Специјалното јавно обвинителство е институција на Република Македонија. Марс дека и сега продолжи селективноста во специјалното јавно. Јас посакувам да се прошири кон сите криминалци. Ама посакувате, ама некако. Апсолутно. А дали ќе се постигне? Не. Но дека се сменија работите и дека повеќе ВМРО ДПМН ги нема позициите што ги имаше, тоа е факт и тоа боли. И тоа е реалност во Република Македонија, но тоа не сме да ја закочи Република Македонија на патот на евроинтеграциите. Мора да му се даде поттик. Не сум јас да делам совети на никого, ама мислам дека во овој момент најздраво за ВМРО ДПМН, и ако воопшто сака да има било каков рейтинг кај граѓаните, е да се приклучи на ова што сега се случува. Да не води слепа политика, да не биде заложник на тие што се во сенка во ВМРО ДПМН. Ако сакаат 10 и повеќе пратеници на првите наредни парламентарни избори, тие мора сега да бидат со народот. Не смеат да бидат против својот народ. Правејќи го ова, ВМРО ДПМН покажува дека апсолутно се немаат никаков сенс за тоа што во овој момент чувствува македонскиот народ. И ВМРО ДПМН има добар сенс. Сега само нема на наредните избори дали има. Името на државата, му промена името и идентитетот на народот, јазикот го доведе во прашање, како не е тоа? Напротив. Значи ќе видите дека тоа е постапка која што ќе гарантира и ќе си се заштитиме од било какви груевизмот да не се претвори во заевизам. Сите има обврска тоа да го штитиме. Ние сме општество во зародиш после Груевски. Никако не смееме да дозволиме Заев да се претвори во Груевски. Тоа имаме обврска и јас, и Алберт, и Анета, и сите во ова општество. Ама видите сега, значи постојано се вртиме околу груевизмот. Груевизмот си имаше своји одлики, си имаше свој напредок, си имаше и своји грешки. Тука сега имаме нова влада. Така? Мораме да ги штитиме граѓаните од таа нова влада. А тоа се прави токму вака, низ вакви дебати. Замислете, господин Арнудов, дали ова дебата беше можна во 2014, например? Не беше. Сега имаме можности да го чуваме општеството. И тоа е нашата обврска. Ама видите, пак ние не можеме да се разбериме околу тоа. Ова влада сега со господинот Заев е многу полоша од колку што беше владата на Груевски. Ваш печаток тоа, имате право на тоа. Затоа што видите, Македонија со овој договор, вие содржината на договорот воопшто не ја разгледувате. Сега ни кажете договор, сега ние мораме да одиме, затоа што ако не одиме со овој договор, ние нема да влеземе во Европска унија и НАТО. Па со ваков договор и не треба да влеземе во Европска унија и НАТО. Што му не достига на договорот? Што вие би понудиле? Јас не сум член на политичка партија, не знам дали вие сте. Дали политичката партија што вие или членувате пасивно, рече Анета, има некој поинаков предлог? Нешто што би можеле ние да го видиме па да го разгледуваме? Ниједна политичка партија нема поинаков предлог и во статутите на сите политички партии преамбулата е иста како во Устав. Иста е како во Устав. На секоја политичка партија. Значи, Македонија е држава на македонците и сите граѓани на Република Македонија. Сега кажете ми таа преамбула како ќе гласи. И какви опасности носи во иднина за македонскиот народ и за сите граѓани на Република Македонија. НАТО не носи никаква опасност. НАТО носи безбедност, носи политика, носи економија, носи развој. Европската унија исто така не носи никакви опасности, напротив, носи многу привилегии. Но тоа што е најважно за мене, веројатно е најважно, е што ќе има контрола. Да се ќе имаме партнери кои што отишле понапред од нас и кои што ќе не контролираат во се што ќе работи. Една работа, му се извинувам на господинот Алберт Муслиу. Јас во своите, како да кажем, путешествија, добри или лоши, сум имал прилика од време на време и да поседам малку по затворите. Значи, денеска, на овој регион, по НАТО држава од Косово нема. Институционално, со закон, со прием, со исполнети го, Косово не е на институција, таа е составен дел на НАТО. Кажите ми како се живи денеска во Косово. Плюс тоа, албанците на Косово и албанците сите околу Косово. Таа борба не ја почна со НАТО и со Америка да му се околу благодарни. Рете да бидат благодарни. Меѓутоа сега се враќа нешто назад од Президентската лига, па све натака што се случило, што се јас сум бил со лига што беа и во 68 и во 81 година. Албанците на Косово својот поход кон остварување на правата на Република ги почна многу порано од Америка и што му помогна Соединетите американски држави и НАТО. Дали вие не сметате дека премало е направено во Косово?
Ево, господине Толберн. Значи правецот кој не може само кратко ќе кажам. Значи правецот кој Косово го обзеде, значи Косово има еден специјален суд, не знам да знаеш. Не зборувам за судот. Не, значи Косово има специјален суд кој е донесен во партнерство со евроатлантските партнери и председател на тој суд е американец. И тој суд ќе се бави стриктно со злочини, злоупотреби на косовските граѓани. Значи во сите овие, не знам што се говори. Во Албанија има друг механизам. Во Албанија оди моделот на ветингот. Сите овие држави имале дефекти во своето градење на институциите. И сите треба согласно со тоа и тие дефекти да ги тргнат. Сега ние знаеме дека Хрватска не стана членка на Европска унија без да го притвори најзаслужниот за тие процеси. Санадер го уапсија. И стана затоа што европјаните им рекоа не може да се дел од Европска унија ако законот важи различно за некој од нив. Истете ми само една минутка во контекст на ова. Мораме да повикаме реклами за тоа. Чувајте ја мислата, имаме уште за продолжување во дебатата, почитувани не во краток блок реклами, па се враќаме повторно во студио. Продолжуваме со политичката дебата во студиото, почитувани гледачи. Арнудов, да ве прашам, еве го спомнавме на почетокот 11-12 јули е самитот на НАТО. Баш една минута го спречихме господина тако. Па добро. Завршното, но еве благодарам господин Арнудов, значи во контекст на регионалните случувања. Не знам што е со Косово, можеби не е ни најважно за нас во овој момент. Меѓутоа, Република Македонија имаше неколку отворени прашања до пред некое време. Ние аналитичарите сите бевме свесни и онака потајно велевме, можеби Бугарија ќе биде поголем предизвик за Република Македонија на евроинтеграцијските процеси. Но минатата година се надмина тоа. Имаше и тогаш различни мислења, имаше и продивења на склучувањето на договорот, но еве договорот скоро една година веќе функционира. Лани во август беше потпишан. Резултатите се евидентни. Многу поголема размена, статистика, Државниот завод за статистика пресметал дека за само неколку месеци за 9% е зголемена трговската размена во корист на Република Македонија, што значи дека нема штета од тоа. Сега го затварам и прашањето за името. Република Македонија одскокнува од сите други држави во регионот, бидејќи Србија и Косово уште одреден временски период ќе бидат врзани со тој терет. За Босна и да не зборуваме и ќе се приклучиме, можеби подобро што очекувавме. Јас би рекол зошто да не играмо до рамо со Црна Гора на патот на евроинтеграциите.
Кога ќе ги почне преговорите, ние сме подготвени. Јас сум бил многу пати кога ние сме им давале искуство во однос на европските прашања и на Србија и на Црна Гора, така да кај нас почнавме со Хрватска апсолутно во исто време. Апсолутно во исто време. Штета. Во тој контекст и прашањето практично го делите ли овој оптимизам 11 и 12 НАТО, чиста покана за членство и да расчистиме. Имаме ли чист датум за старт на преговори, како што вели премиерот Денеска и австриската амбасадорка ја прочитав со изјава, или имаме само некое идно време за почеток на преговори? Нема да чиста покана сега на 11 јули, нема да ја биде чиста. Како мислите кога велите нема да биде? Столтенберг нас ни вели треба да помените референдумот, па референдумот да се верифицират резултатите на референдумот, да се верифицират со двотретинско мнозинство. Парламентот тука ќе стане тај активно. И тие лаги кон македонскиот народ довде му се даде. Македонија нема да влезе ни во ЕУ, ни во НАТО. Има многу проблематични точки, невралгични, што не може да ги исполни, затоа што ЕУ и НАТО намерно му поставуваат таквите. Ова што го кажуваат за дека Грција одедно станала кон Македонија многу добра, тоа е само од едноставна причина што ние целосно капитулираме пред Грција. Апсолутно капитулираме пред Грција и Грција си ги донесе сите незини задачи што ги имаше поставено пред да почне со преговори практично ние немавме. Погледајте го вие поднесувањето на министерот за надворешни работи. Јас знаев дека е слаб дипломат, ама не знаев дека бил Бабчанџи. Земал сега таму по едно гајбе патлиџани, 3-4 кила. Патлиџани, господинот Алберт мислију, знајте, на турски знаете што значи? Патлиџан значи распукано срце. Откој ги распука срцето на сите македонци, е продаде држава. Кум на свадбата од пеколот е тој. И сега отиде да не продава таму за 150 кила патлиџани и пушти таму, и тој намерно рече патлиџани, за да докаже символично дека ни ги распарче срцето, е продаде држава за 7 евра. 150 кила по 4 динари, 7-8 евра. Или 140. Значи, тука со Ламе не се согласувам апсолутно. Јас сум прилично сигурен дека Македонија тие врски што ги добила со одредувањето на датумот, пошто ми имаме лимиција, не е тоа неодредено, и на година во јуни овие врски треба да ги исполниме. Јас сум прилично сигурен дека ќе ги исполниме затоа што се исполниви, не се тие неисполниви. За НАТО сум сигурен дека ќе станеме членка, нормално дека е условено. Ако не помине наш парламент, ако ние неќеме да бидеме членка на НАТО, ние нема да бидеме. Но условеноста од нивна страна е да го спроведеме тоа што сме го договорили. Ако ние тоа го спроведеме, ми имаме чиста покана од НАТО. Ние од НАТО имавме 2008 условена покана. Ние се забегавме од друг правец. Мислам дека овој пат тоа ќе го направиме. Што се однесува до продажбата, јас сум прилично сигурен, пратам и медиуми, дека и во Грчка има еден куп протести, дека и во Грчка има еден куп луѓе што не се согласуваат и истата терминологија и во Грчка ја користат. Ние ги знаеме почетните ставови, знаеме што договор имаме, знаеме во тој договор кој е односот кон јазикот, културата, традицијата и етничкото тоа, идентитетското за кое се збори, тука е јасно дефинирано и мислам дека тоа е најголемата придобивка во целиот овој процес, а дека незадоволни има. И викам, ова е парламентарна демократија, не ова тоталитаризам, па не смеш да зуцнеш. Но, сето тоа си има демократски методи како се искажува. Според мене тоа се искажува на референдум. Си за, ќе заокружиш да, си против, заокружиш против. Но да промовираш неучество, тоа пак ќе кажам, мене ми е несватливо. Така да мислам дека сите граѓани тој ден кој се одреди референдумот, кој според мене би требало да биде задолжителен, значи не консултативен, би требало да биде задолжителен, но тоа предпоставува дека сите чинители во општеството треба секој по свое убедување да ги убедува граѓаните, но сите да ги убедуваат граѓаните да излезат да гласат. И ако повеќето од нив се против, тогаш тој референдум ќе биде задолжителен и за парламентот. Ако повеќето од нив се за, тогаш исто ќе биде. Но да се промовира неучество, тоа не го разбирам за толку круцијално прашање. Не, само кратко, ама и организаторите на референдумот да бидат на висина на задача. Апсолутно, значи, според мене, сега ова го викам искрено, според мене секое неодговорно и противзаконско однесување треба да се санкционира и тука немам компромис. Не му треба да му се препиши дека тој не сака да ама види кај нас со зборови на патриотизам и во минатото краделе, лажеле, краделе гласови. Апсолутно сум против тоа. Види, Алберт, патриотизмот нема врска со овие влез во ЕУ, влез во НАТО, подобар живот, не знам што. Значи, види да ти кажам, елитата во Македонија
среќа што е мало. 1% се. 90% се народот, сиромашниот народ, тој така. И тој ќе излезе на референдум и тој ќе одлучи. Меѓутоа, сега да ми каже дека полни стомаци и да ми извините дебели задници, тие по гравитација паѓаат долу и ќе падне. Ќе падне, не може да го издржат. Гравитацијата ги привлекува. Стамени луѓе, исправени луѓе го движат светот напред и општеството. Во Македонија, благодарение на сите граѓани, не правам разлика, народот е многу паметен. И народот во Македонија е стопан. Треба да сватиме ние дека народот е стопан. Тој што треба да се сочува Сермијата. А Сермијата не е него, не е создал само тој. Дедовина, прадедовина, ова останало. Така? И сега тој не може да го разбаштини така како ги техни. Тој не храни, тој не облекува. Народот, тој е стопан. Тој не школува, меѓутоа имат и врски да сочуваат она зашто во минатото се даде многу жртви. Само уште во момент. Многу често се злоупотребуваат и намислат дека Македонија без крв направила држава. Сразмерно на бројот на жители, ако имат во светот држава што дала повеќе жртви за да добие независна самостојна република Македонија, и сега така лесно да се продаде да отиде во Северна Македонија, каде што извини Албен. Све ќе имат. И радостен сум. Наискрено ми кажам. Че имат албанци кои ќе имат албанци кои имаат заштита во Албанија, ќе имаат турци кои имаат све ќе имаат, само ќе немаат македонци, ќе имаат Северна Македонија. Ќе имат, дозволете ми да ги завршам овие 2 минути, ми оставивте најмалку простор мене. Не, јас ти ме знаеш албанци. Не, те знам. Ама на албанците во Македонија, најбитни им се институциите во Македонија, тие да се исправни, оваа држава да се грижи апсолутно, апсолутно. Значи, Албанија, ја сакам да напредува апсолутно, ама не ќе Македонија да заостанува, затоа што тука секој ден живеа. И ова, по мене, значи, ми имаме спротиставени мислења, и тоа е окей. Него по мене, оваа Македонија, ако не стане членка на НАТО и Европска Унија, сериозно ќе заостанува од сите други кои станале членки. А тоа ми е, бар ми е повозрастните, можеме да го разликуваме како било пред 20 години, како е сега во Бугарија, Румунија и така натаму. Македонија нема да заостанува, напротив, Македонија ќе биде членка на НАТО, ќе биде членка на Европската Унија. Сега е вистинско време кога оно е 1% од елитата треба да се постави и веќе се поставени на вистинскиот пат. Надвор од сите историски теми, тоа нека остане на историчарите. Сега е време кога реалната политика мора да го следи тоа што народот во оваа држава најмногу го цени и го почитува. А тоа се разбира е зачувување на се што се плашат една група, ајде да не речам, интелектуалци. Не постои некој што мене може да ме убеди дека ќе ми биде одземен идентитетот доколку станам членка на НАТО или на Европската Унија. Доколку јас бидам граѓанин на овие две интеграции, немаме ние никаков проблем. Токму затоа и го решаваме проблемот со името. Ако не бевме во интерес да бидеме членки на НАТО и на Европска Унија, никогаш немаше да седнеме на маса со грците. Ирелевантен е спорот, но тој е завршен, подпишан е договорот. Не достигу уште подписот на претседателот. Меѓутоа ве уверувам, како ќе наближува времето кон референдумот, така се поголем дел од населението во Република Македонија ќе биде во можност да процени што е вистинскиот пат. И се разбира, почитувам. Бојкот. Тоа е далеку од релевантно дека политичка партија која заговара на бојкот може да успее. Бојкотирање на референдум е најпоразителната одлука. Го слушнав Христијан Мицковски првиот ден по потпишувањето на договорот. Рече ќе излезам и ќе гласам не. Негово право како што е моје право да излезам на тој референдум и да гласам така како што ќе гласам. Но едно е факт. Македонија е поздравена од сите важни земји во светот, од Соединетите Американски држави, целата Европска Унија, регионот и така натаму. Па дури од Руската Федерација. Немаме апсолутно некои посебни проблеми. Тоа значи дека сме на чекор до членството во НАТО. Поканата ќе биде таква како што ќе биде. Не зависи само од нас, зависи и од сите земји членки 29, треба да си поминат процедура, дали со референдум, дали во собрание и така натаму, и за тоа е потребно една година. Меѓутоа, за да ја поканим, добиеме поканата, значи дека сме ја завршиле нивната работа, останува нашата. Ќе си ја завршиме и неа. Ве уверувам, не треба да бидеме загрижени околу таа воопшто. Завршиме со тоа што подклекнаме и се свиткаме до земји и мислам дека напротив, сега се политичари кои што не свиткуваат глава. Ние имавме такви политичари. Да ве потсетам, министерот за надворешни, наша работа на аналитичарите не е да ги оценуваме министрите, тоа ќе го направи народот. Меѓутоа, тој е син на видни дејци на ВМРО ДПМН. И татко му и мајка му беа пратеници и министри во таа влада. И да се потсетиме дека министерот Димитров, за кој вие се го употребивте несоодветни зборови, беше нашиот представник во ХАК кога ја добивме пресудата
против Грција во однос на употребата на нашето име. Тој беше дел од тој тим и знам како се бореше тогаш за село. Апсолутно ирелевантно неговата работа вака дел. Значи Димитров одиграл брилијантно на овие преговори, умерено, дипломатски на начин на кој се бара од еден министер за надворешни работи. Ја мислам дека во неговата работа и однесување нема дамка приговор кој може да се направи. Не беше ова лесна работа. Беше тешка работа каде што ти една страна на која не и се брза, а реално на грчката страна не и се брзаше. Тие се членка на НАТО и Европската унија, требаше да направиш атмосфера со нашите евроатлантски партнери, пријатели, во кој и грчката страна ќе се убеди дека ова прашање треба да се надмине. Па да го убеди грчкиот народ, па да поминуваат ни сите катарзи низ кои и ние како овде е разликата помеѓу двата концепта. Концептот на Димитров и сегашната влада и концептот на Антонио Милошовски и Никола Груевски кои што ги слушавме по телефон како се договараат, дури ни името на собствената држава не го споменуваа. Сега тоа се двата различни концепти. Сакам да кажам една работа. Сета таа работа е свршија ЕУ и НАТО и Грција. Наши не само глумеа преговори. Една работа. Зошто толку многу му верувате вие на Грција, кога низ минатова, ево сега во овие 20 години се уверивме дека не ја испочитува пресудата, не го испочитува членото договорот дека нема да ги попречува. Ја имам своје мисли, можам да ти кажам веднаш. Затоа што од друга страна ние превземајќи некои обврски, ние именувавме автопат, аеродром, почнавме споменици да правиме и која беше придобивка на обичниот граѓанин од тие потези кои на грчката страна и дадоа гајби со муниција да не напаѓа после нас. Тоа е причината. Пред 25 години што правеше Грција, немавме ни автопати, ни споменици, ни ништо. Зошто така се вака простите ли, да не беше се во 2008 ние ќе добиевме покана за членство во НАТО. Тоа е јасно, апсолутно. Ние со она референца несреќна бивша Југословенска република 2008 ќе добиевме поканата. Да не беа автопатот, да не беа коњите и така натаму. Арнудов, ќе ризикувам да бидам непристојна, сакам да ве прашам, по неколку години поминати во затвор, сметате ли дека правдата беше селективна кон вас? Вака сега да ви кажам една работа. Значи јас бев осуден. Имам пресуда дека сум бил арамија. Јас знам дека не сум арамија. Бев поминав затвор, затворот е македонска институција и испочитував, отидов затвор. Меѓутоа, знаете што ме боли? Например, јас сум некој сиромав човек, се поставам, правам парабола сега. Сум пијал во некоја кафана без пари, година, две, она, ама сум дошол и сум ги платил. Мене ми смета, што денеска имат луѓе кои со мене заедно пијале, продолжиле да пијат и денеска изигруваат светици и ним не ги стига законот. Не сакам да ги стигне законот. Ево ви кажам, уствари сакам да ги стигне законот, барем нека ги оквалификува да се види. Ги има многу во ова влада и ги има многу во редовите на СДСМ. Гарантирам дека е така и тие во своите средини ги знаат тие луѓе и ги штетат максимално. Ето тоа ме боли. А иначе да ви кажам искрено, само за тешки злосторства, јас сум сега уште на амнестија се напред, нека излезе сите луѓе што знаете, нема потешко, значи во семејство најтешко е, не дај Боже, смрт на член од семејството, болезната и трето и да одене во затвор, затоа што тоа може да биде акцелератор за сите лоши состојби во семејството, може и некој да се разболи, може и некој да. Ве фаќам за оној дел од одговорот, ако веќе го одлежавте своето и го плативте према системот тоа што го одолжевте, зошто не ги откривате? За кои луѓе конкретно зборувате? Ваши сопартици некогаш не билите и дел од власта се сега? Вака да ви кажам, ниту моите сопартици, јас не можам да ги открием, не се насвети кои сум јас да кажам кои се тие и кои се овие во СДСМ или во нашите редови. Меѓутоа, воопшто не е значајно сега ова за овие процеси сега што се случува. Ве прашам уште еднаш, бевте жртва на политички контекст или жртва на систем тогаш или на политиката? Вака сега ќе ви кажам, вие сами заклучите. Значи ви сите сте овде и гледате. Значи јас кој добив првата пресуда во времето на СДСМ, покојниот Александар Прчевски вака каже. Го прашаа дали сте задоволни од пресудата што е добил Амбануда. Пресудата воопшто мене не ме интересираше. Важно е што 5 години него го странивме од политичко действување во Република Македонија. Планирате политички да се активирате сега? Великовте пред разговоров пензионер дека сте. Вака ќе ви кажам една работа. Кој Конфуција мислам имат речено. Кој ќе најдете работата што ја сакате, никогаш нема да работите. И јас се сакам работата во политика. И јас имам пријатели секаде, без оглед сега што овде ево имавме дуел она, јас останувам пријател и со професорот и со Алберт Муслијов. Знаете што, разликата на мислења
На една страна сиве 8 милиарди да се луѓе и од другата страна за мене постои равенство. Само еден да има, за мене постои равенство. Затоа што ако не беше така, ниту христијанство ќе имаше, ниту муслиманство. Не се знае кој човек што може да донесе прогрес и на народ, и на нација, и на држава, и на вкупното живење во светот. Арнаудов, Муслију, Дујовски, на сите тројца ви благодарам. Еве пак ќе речам некако вообичаено, кажувам се, надевам дека оваа дебата пак е во придонес на демократијата, не на здрава демократија, но на што не очекува во периодот што следува. Уште еднаш, господа, ви благодарам. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Следува вечерниот дневник. Останете со нас.